Стадион. Емисија за вашата вистина. Владико, како стојат работите? Полека се стишуваат реакциите. Очекувани ли беа овие реакции? Каков е вашиот поглед на ова што се случуваше изминатите денови, откако Вселенската патриаршија канонски не врати во православното христијанско семејство? То ние се заблагодаривме на Вселенскиот патриарх и на целата патриаршија и на сите архиереи кои што учествувале во таа благородна одлука, но ништо посебно не воодушевува, бидејќи со таа одлука не е решен никаков посебен статус на нашиот црковен проблем, ако смеем така да го дефинирам. Што значи тоа за слушателите и за гледачите? Тоа значи дека ја прима иерархијата, тоа значи архиереите или владиците, како народно речено, или свештенство, монаштво и верен народ, да може слободно да комуницира и да се причествува, да се сослужува и така натаму, да се чувствува едно рамноправен со останатите православни народи и православните цркви, но без решен статус на самата црква. И не упатуваат тоа во наредниот период да го направиме со мајката црква, Српска православна црква. Односно сега кој е мајка, кој е татко, кој е ќерка и така натаму. Па сега се измешани малку работите. Да не навлегуваме во тоа, но црковно иерархиски кажано или еклесиолошки, иерархијата наша произлегува од Српска православна црква и во таа смисла не упатуваат да ги решиме тие некои работи со Српската православна црква. И ние сме во контакт со Српска православна црква. Како ќе се развиват работите, ќе видиме. Кога ќе имаме нешто ново да ви кажеме, природно ќе информираме нашата јавност. Со Српската православна црква имате контакти и пред тоа. Дали сега воспоставивте нови контакти? Се зборува дека владика, се споменува и вашето име, веќе бил во посета и на средби со владици од Српската православна црква. Па не е спорно тоа ништо, мислам, јас сум еден од учесниците, да. Меѓутоа не е тоа ништо, никаква тајна. Разговорите продолжуваат и ќе продолжат се додека не го решиме статусот на автокефален статус на МПЦ. Тоа е наша цел, тоа е наша желба, тоа е волја на народ, тоа е и на наши предци кои што се веќе преселени во другиот свет, а верувам дека и на наши наследници е таа желба. Се промени ли нешто во нивниот став? Судејќи по реакциите, не. Меѓутоа, вака таа црковна дипломатија, тие комуникации што после овој чин од Вселенската патриаршија сте ги оствариле, дали има промена во ставот? Не би можел да коментирам тоа, бидејќи нема официјален коментар од страна на Српската православна црква, а јас не сум овластен да зборувам во име на било која црква, па дури за ова што го зборувам не сум овластен и во наша црква, во име на нашата црква, а камоли пак во име на Српска православна црква. Кога ќе се тие изјаснат, тогаш ќе можеме да дадеме свое видување. Малку е чудно кај нас прв пат се појави христијанството, а ние последни да добиеме автокефалност. Па тоа е геополитичка проблематика, не е проблем на вера и на... Има нејасноти кај јавноста околу тоа дали е Охридска, дали архиепископија, дали смее македонски да се користи или црква на Северна Македонија. Може ли за тоа да кажете нешто? Па, видите, тоа е сепак едно штуро соопштение и мислам дека во овој момент не би се упуштале во детали, затоа што ниту сме во преговори, ниту сме во разговори, ниту сме во некои преписки да можам да кажам некои подетали, но едно можам да кажам дека ние како црква, Македонска православна црква, никош нема да се откажеме од двете имиња, а ние ги поседуваме Македонска православна црква и Охридска архиепископија. Рековте кога разговаравме дека од делот реакциите во регионот и пошироко од православниот свет, но и од политичкиот не сте изненадени, но од дел и сте изненадени. Може ли да ми посочите од кој сте изненадени? Еве, и Бугарската црква, Руската црква, Српската црква, Грчката. Па не, бидејќи нема од ниедна црква официјален став, мислам, или официјално реагирање за да може да ги прокоментира. Се она што слушам тоа се од некои си аналитичари или некои заинтересирани луѓе кои што следат наводно црковната работа, колку ја следат и колку ја разбират, тоа е за друга тема, мислам, сега не би не влегувал во овој момент. Што конкретно ви изненади? Тие ви изненадија со нивните коментари, упатеност, неупатеност?
Па ме изненади, да речеме, како претендира Бугарска црква дека Охридска архиепископија била нивна историја. Мислам, Охрид не е во Бугарија пред се. Мислам, многу нешто што во последно време доаѓа од Бугарија, па така да и ова е една од такви... Да ве прашам, ако го употребиме украинскиот пример, односно паралелата со Украинската православна црква, таму имаше ваков акт, па после тоа се чекаше 3-4 години за да од Вселенската патриаршија, откако од руска страна немаше позитивни реакции и чекори, се даде целосен томо за целосна автокефалност. Кај нас, ако истото се случи со Српската православна црква, дали треба за неколку години да се очекува таков чин од Вселенската патриаршија, целосно признавање на автокефалност? Ние сме заинтересирани за решавање на нашиот статус, а сега не би сакал да навлегувам се што може да се случи. Мислам дека ние нема да играме такви игри за да дојдеме во делумно признавање на нашиот статус. Ние сме заинтересирани да бидеме признати од сите, а не од еден дел од цркви. Дали можеби ќе стане збор за нов нишки договор, број 2? Првиот предвидуваше широка автономија, дали новиот ќе предвидува автокефалност? Не разговараме за такво нешто. Што доколку Српската православна црква понуди да се именуваме според уставното име, Македонска православна црква, Охридска архиепископија? Ќе одбиете ли таа понуда тогаш таа би била спротивно од Вселенската патриаршија, од Бартоломеј? Ние во овој момент не може да коментираме и Вселенската патриаршија, затоа што немаме официјален допис, официјален став, туку тоа е едно соопштение. Соопштение не ги решава сите прашања на те. А каква е процедурата? Ако добиете официјален допис, вие треба па да ќе видиме, пратите... ние тогаш ќе се свика пак тело кое што има полноправна сила и моќ според устав да решава. Сега јас во овој момент не би можел ништо да кажам, освен лични мислења во овој момент не би сакал ни да ги изнесувам пред време. Што ќе значи ако соборот сега треба да биде на Српската православна црква? Тоа да го сочекаме. Одлуката на Вселенската Да, патриаршија. да го Вие дали ќе бидеме сочекаме. канонска или не црква? Како нема да бидеме? Па и ние сме и денеска црква. Како не сме црква? Кој вели дека не сме црква? Мислам, не ставајте во таква состојба дека ние не сме црква. Не сме во комуникација со останатите цркви, наку сите наши тајни, како се вика, ако Вселенска патриаршија вели можеме да сослужуваме, како не сме црква. Тоа е еден акт на административен потек, како да кажам. Ајде да го упростиме ова сега, макар што Веќе по-упростено од ова ќе не може да стане збор. Не, да користиме еден посветовен речник. Например, ова е држава која што не е влезена во Обединетите нации, така ли? Значи, ако го употребиме тој речник политички, исто како да Македонската православна црква да, добро, е држава која што не е влезена во Обединетите нации. Не е во единство со останатите православни цркви, неоспорно да. Ако сакате да го поистоветува со Обединетите нации, сепак заедницата на православни цркви не е заедница на Обединети нации. Да. Како може да објасните и ова да биде автокефална црква? Како може да биде запишена во диптихот на православните цркви со национален презнак? Мислам, како тогаш МПЦ ОА би била запишена во диптихот на православните цркви, кога ниту една црква не е запишена со национален презнак? Па тоа Тоа е етнофилетизам, како се... Да, како тоа кажуват, меѓутоа ни една црква не е ослободена од тоа, за жал. Што значи тоа? Па тоа значи дека и грчката се вика елинска или грчка, ако српската се вика српска, ако бугарската се вика бугарска, ако романската се вика романска, ако грузинска се вика грузинска, ако руската се вика руска или кипрска и така натаму, албанска, како по која логика нас тоа да не се дека ние ако се викаме македонска ќе биде етнофилетизам. Ако во името на нашата... Ние следиме други, не е тоа наш пример, тоа е пример на сите останати. Ако во името на нашата црква има збор македонска, со кој ќе се согласи Српската православна црква, ќе може ли тоа да добиеме томос од Вселенската патриаршија? Ќе видиме, тоа не можам да прејудицирам, мислам дека е неблагодарно пред време да се зборува. Мислите ли дека е можно да се дојде до предлогот со кој? Дали едните ќе не викат вака или онака, не треба да не тоа загрижува? Зошто треба да не загрижува ако некој нарекува Охридска архиепископија? Тоа е
10-вековна историја зад нас. Мислите ли Тоа дека е е достоинство. можно да се дојде Но до... ние нема да се прекрстуваме сега. Така. Мислите ли дека е можно да се дојде до предлогот со кој би биле автокефа? Не можам да тврдам ништо јас за сега, додека не се завршат преговори, додека не се реши нешто. Во овој момент е неблагодарно и ве молам да имате разбирање дека колку можам да кажам. Не смем јас се и да... Предвидуваме се, може ли да се подели тука? Вие може да предвидите што го цакате, ама јас ви кажам колку можам да ви кажам. Не, веќе на вас и на сите... напоменавте дека може различно да се изјаснат различни членки на православната христијанска заедница. Може, не е спорно. Грчкиот блок на цркви може да не нарекуваат Охридска архиепископија, на другите на кои не им пречи Македонска православна црква, ќе не нарекуваат македонска. Или и едното и другото. Вселенската патриаршија предложи наше именување како црква Охридска. Дали е тоа Не, сигурно не, признавање не. како Охридска архиепископија? Има разногласие околу тоа. Не, извинете. Да не се работи Мислам, за јас некаква игра на зборови. Сто пати кажав и не сакам да се повторувам. Значи, имаме само едно соопштение, во соопштението не се регулираат сите работи. И не можеме да заклучуваме наопшто на едно соопштение, кое што се знае, за медиуми се кажува толку 2-3 реченици и толку е. Инаку кога ќе добиеме официјален напис, тогаш можеме по-детално да го разгледуваме и да го толкуваме. Ние на основа на тоа соопштение ние одговоривме со наше соопштение, се заблагодаривме на патриаршијата и на патриархот и толку, за сега ништо повеќе не може да кажеме околу таа работа, затоа што не знаеме што се тоа подразбира и што се одржи. Кои се наредните чекори? Чекате официјално, ќе воспоставите комуникација со Бартоломеј, со... Ќе воспоставиме и со едните и со другите, ние никош не сме ги прекратиле. Се додека не дојдеме до посаканата цел. Што со диаспората? Диаспората е наша, што мислам, која чепка сега диаспора? Има едно прашање, има ли опасност сега Вселенската нека има патриаршија сега, да ја земе под своја јурисдикција? Како не, јас сум владика, таму не ја командувам, пак сега Гркија командува. Ај не зборувате нешто што не држи вода, што ви рекле луѓето. Владико, што Тоа е вас? диаспора. Ајде, сега имајте разбирање во нештата сега. Јас прифати да зборувам, ама Не, јас имам разбирање, јас од сето срце сакам автокефала што побрзо да добиеме. Ама нејасни работи има што се обидува. Има и за мене има сега, како да ви кажам, за мене мислите се е јасно? Јас не сум баба Ванѓа. Па добро, генерално двете најголеми партии има идентичен став. Тоа е добро барем за здравието на единството. Шуќур, фала Богу да има нешто добро за меѓу македонскиот народ. И меѓу партиите, дето, мислам, меѓу народот има, туку меѓу партиите се тие што го делат, мислам. Самиот збор партија значи цепкање или делење. Така. Има уште Црквата ги обединува сите и така ние да се трудиме тоа да го остваруваме и во практичниот живот. Па да, очекуваме црквата да биде секојаш обединител. Затоа и овие разговори ги правиме. Добро ви благодарам на... Само уште една реченица. Има некои прашања дали во МПЦ има проруско крило, се плашите ли од нивна реакција? Апропо ова воена... Во МПЦ има единство по однос на решавање на статусот на Македонска православна црква за автокефален статус. Ништо друго нема. Јас ви благодарам за разговорот и пожелувам се најубаво и самиот добро. на себе и на сите православни Ви христијани. благодарам на вас и на сиот македонски народ за разбирање и интересот за Македонска православна црква. Пријатно. Владика Тимотеј митрополит Дебарско-Кичевски и Плавшки. Стадион. Емисија за вашата вистина.